Почитувана колешке Марковска, не мора со мене да се сложите за викендот за ДДВ. Вие не се сложувате со Зоран Заев, кој што кажав дека сега денеска имаш изјава каде што самиот човек кажа дека меркава е неуспешна. Значи јас повторувам секогаш кога говорам, аргументите ми се базирани врз основа на тоа што ќе го изјават владините службеници. И за тоа сум спремен да аргументирам со соодветни документи и изјави. Човекот Савајле си кажа, меркава беше тотален фейл, не ни успеа, народот е сиромашен, купува само работи што му се најважни. Цитирам интегрално. Понатака, не сме ние против таква мерка. Да подсетам, ние предложувавме да има 4 викенди, ама тука имаше вадени функционери кои што ветуваа обрт 180-200 милиони евра, па дека волку ќе се купува, ние апелиравме и пазарната инспекција да излезе на терен, да не се качуваат цените, заради тоа што, ја не сум родител, може тука има родители, можат да сведочат дека нагло порасна цената на оние IT производи кои што беа ставени на пазарот. Едноставно беше невозможно да се најдат лаптопи по тие цени. Јас имам конкретен пример, може после приватно да ви ја кажам продавницата, каде што лаптоп производ во Скопје е 51.000 денари, а во Куманово истиот лаптоп во истата продавница 40.000 денари. Па детето и родителот беа приморани да запалат кола затоа што детето е прва година студент на правниот факултет, да отидат со родителот до Куманово само за да го купат тој лаптоп. Тие беа слабостите на оваа мерка. Затоа ние предложувавме 4 викенди за да се стигне ефектот, за да се постигне ефектот на мерката. Не водевме ние инат. Друга работа, вие сте од Ѓорче Петров, и тоа е добра можност, особено кога разговараме за ребалансов, да ме поддржите мене и колегата Мисајловски, заради тоа што чинам дека само ние тројца сме пратеници од Ѓорче Петров во овој состав од 120 пратеници и да гласате за нашите амандмани кои што ги поднесовме, а кои што се специфично за Ѓорче Петров и кои што се во духот на реализирање на капиталните инвестиции. Еве да направаме една симбиоза, да спојам во духот на капиталните инвестиции и во здравството. Ние имаме поднесен амандман за да се одвојат средства и да се почне постапка за отпочнување на изградба на амбулантата во Дексион, затоа што јас знам дека во 2016 година кога ние заминувавме од власт, тогашната раководство на Министерството за здравство имаше изготвен проект, тоа може добро да се провери. И да обезбедиме средства за конечно еве во Ѓорче Петров да почне изградбата на тој клинички центар. Сметам дека треба да не поддржите со колегата Мисајловски и имаме и други амандмани за капитални инвестиции кои што го тангираат ребалансот на буџетот. Ви благодарам.